Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Една од точките за кои водеа долга дискусија советниците на град Скопје беше остварувањето на буџетот на градот за 6 месеци. Шилегов вели дека градот бил сконцентриран на изготвување проекти и квалитетни решенија за проблемите во Скопје. Ова вест е на денот, во продолжение следува генералната најава. Владата за кампања ќе потроши 400.000 евра, а собранието 80 милиони. 36% остварување на градскиот буџет за 6 месеци. Иницијативата Го сакам водно порачуваат силно да за гасовод, но не низ водно. Жичницата на водно ќе работи за празникот Голема Богородица. 80 милиони денари што владата ги обезбеди за собранието за референдумската кампања се за пратениците и политичките субјекти, а 400.000 денари од владата се за комуникација преку социјалните медиуми. Средствата во износ од 80 милиони денари што владата ги обезбеди за собранието за кампања за референдумот се за пратениците и политичките субјекти кои се избрани на последните парламентарни избори, истакна денеска на пресконференција владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Овие средства се од ставка од тековниот буџет и нема потреба за ребаланс на буџетот. Кога ќе бидат префрлени парите на собранието се уште нема информации. Доколку на крајот на кампањата има непотрошени средства, тие, како што кажа портпаролот на владата, ќе бидат вратени во буџетот на Република Македонија. Исто така на пресконференција тој посочи дека овие средства ќе бидат наменети за медиумски закуп за сите медиуми кои поднале медиумски ценовник до Државната изборна комисија. Бошњаковски при тоа потенцираше дека владата вчера ја поништила одлуката донесена на 83-та седница со која ги задолжи министерствата и државните органи да предвидат средства за оваа намена. Потенцираше дека овие 80 милиони денари не се од министерствата и дека нема ниту едно министерство да даде пари за оваа намена, туку дека се работи за средства од буџетот. Бошњаковски кажа дека владата ќе спроведе кампања за референдумот базирана на принципите на објективност, транспарентност и рационалност и дека ќе ги повика граѓаните да излезат и да се изјаснат на референдумот за името на 30 септември. Објаснувајќи како ќе се одвива оваа кампања, портпаролот на владата меѓу другото кажа и дека за комуникација преку социјалните мрежи, односно Facebook, Instagram и Twitter, Flickr и YouTube, владата ќе одвои средства во висина од 400.000 денари од редовниот буџет на Генералниот секретаријат на владата, додека останатите активности ќе се реализираат во рамки на редовните владини активности. Меѓу другите предвидени се и теренски посети, неформални средби со граѓаните, состаноци, гостувања и учества на јавни настани. Кампањата според Бошњаковски се очекува да се интензивира во следните 2 недели. За 6 месеци буџетот на градот е остварен 36%. Советниците од ВМРО го обвинуваат Шилегов дека ова е мал процент и дека не е сработено доволно. Додека пак за Шилегов овој процент е според очекувањата и со позитивна динамика. Шилегов потенцираше дека градот бил сконцентриран на изготвување проекти и квалитетни решенија за проблемите во Скопје. Советниците од Советот на град Скопје денеска неколку сати расправаа за првата точка од дневниот ред, односно за извештаот за извршување на буџетот на град Скопје за 2018 година, за период од 1.1 до 36. Од советничката група на ВМРО ДПМН вела дека Петре Шилегов и градот Скопје демонстрираат неспособности на работа. Градот Скопје останува затрупан во голем број нерешени проблеми и потреби. Од друга страна пак Шилегов вели дека извештајот е во рамки на очекувањата и ја одржува позитивната динамика. Советничката од ВМРО Светлана Коларич го обвини Шилегов и градот дека не работат ништо и за 6 месеци буџетот е остварен само 36%, а капиталните инвестиции се реализирани само 16%. За 6 месеци буџетот е остварен само 36%, што е помалку од 50%. Додека остварените расходи се помали и изнесуваат само 30%. Од структурата на буџетот може да се види дека иако најавуваше нема ништо ново од новиот Луна парк, има 0 денари и за езерото Треска, за кое ветуваше дека истото ќе се ревитализира.
Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов рече дека извештајот е во рамки на очекувањата, а извршувањето на буџетот од 36% ја одржува позитивната динамика и во споредба со 2017 година се на приближно ниво. Шелегов потенцираше дека градот бил сконцентриран на изготвување проекти и квалитетни решенија за проблемите во Скопје. Извештајот за извршување на буџет на град Скопје за период 1.1.36.2018 година е во рамки на очекувањата за овој период од годината, односно остварувањето на приходите е согласно планираното, а плаќањата и расходите се реализираат редовно и навремено во насока на економично, ефикасно и ефективно работење со расположливите ресурси на нашиот град. Град Скопје во изминатиот период беше сконцентриран на подобрување на сервисните услуги кои на граѓаните им се потребни за секојдневното нивно функционирање. По однос на капиталните расходи во изминатиот период акцент е ставен на делот на изготвување на проекти и издржани проектни документации кои што во иднина ќе претставуваат солидна основа на планираните капитални инвестиции. Наша интенција е до крајот на годината град Скопје да добие квалитетни решенија за севкупно подобрување на најгорливите проблеми со кои што се соочува нашиот град. За првите 6 месеци, согласно извештајот за извршување на буџетот на град Скопје за 2018 година, остварени се приходи и други приливи во износ од 2,2 милиарди денари, а во однос на расходите за првата половина од 2018 година, извршени се расходи во износ од 1,8 милиарди денари. Општина Газибава во наредниот период ќе понуди земјиште за изградба на така наречена сигурна куќа, која ќе води целосна грижа за жртвите од семејно насилство. Ова го изјавил градоначалникот Борис Георгиевски на подпишувањето договор за соработка помеѓу амбасадата на Германија, општина Газибава и кризниот центар за семејно насилство Надеж. Германската амбасада, општина Газибава и кризниот центар за семејно насилство Надеж потпишаа договор за соработка. Како што информираат од општина Газибава, со овој договор се поддржува работата на центарот за жени кој се наоѓа во општина Газибава. Ќе биде набавена нова опрема за нивните потреби, бидејќи веќе постоечката била уништена од поплави кои постојано го зафаќале овој кризен центар. Ќе бидат поставени и нови врати на просториите. Трошоците ќе бидат покриени од страна на германската амбасада. Од Газибава вела дека градоначалникот Борис Георгиевски посочил за да се намали бројот на жртви на семејно насилство, потребно е сите релевантни институции да се вклучат и заеднички да делуваат. Тој најавил дека општина Газибава во наредниот период ќе понуди земјиште за изградба на така наречена сигурна куќа, која ќе води целосна грижа за жртвите од семејно насилство. Од кризниот центар Надеж велат дека според резултатите со кои располагаат, има подобрување во законот кој ја третира оваа област, но сепак на терен жртвите се уште се плашат да пријават дека се малтретирани, бидејќи немаат доверба во системот. Силно да за гасовод, но не низ водно, порачаа денеска активистите од граѓанската иницијатива Го сакам водно, револтирани од изнесените, како што велат тие, невистини на владата за кратењето на трасата каде треба да поминува гасоводната линија низ водно. Граѓанската иницијатива Го сакам водно на денешната пресконференција информираше дека не се против изградбата на гасовод во Скопје, но не низ водно. Тие рекоа дека владата изнела невистина околу кратењето на трасата. Според Андреа Јанков, теренот нема да се врати во првобитната состојба, затоа што мора да остане гол за пристап на возилата, а исто вели дека загадувањето во Скопје нема да се намали со изградбата на овој гасовод низ водно. Овој гасовод не е наменет за Скопје, всушност Скопје има гасовод веќе 20 години, но нема развиена дистрибутивна мрежа. Според него, доведувањето на газ во Скопје и во другите градови ќе се реализира за најмалку 5 години. Ќе се исече шума со површина колку цел булевар Партизански одреди од центар до Влај. Како смета да ја намала трасата од 25 на 10 метри, кога на снимките од Google се гледа колку не испочитуван работниот појас од 25 метри на други делници, кој на места дури зафаќа и 46 метри ширина. Воопшто не е вистина дека теренот ќе се врати во првобитна состојба и дека после неколку месеци нема да се препознае местото каде поминува гасоводот. Трасата не смее да се пошумува, по кој знае кој пат да повториме. Мора да остане гола за пристап на возила и за да не се оштети самиот гасовод од корењата на дрвјата.
Според Татјана Стојановска, алтернативна траса надвор од Водно има и бараат од владата да каже зошто ја одбрале токму оваа. Би сакале и да ни ја презентираат компаративната анализа која што ја споменуваат дека имаат и зошто е токму избрана оваа низводна. Исто така се спомна дека ќе се вкрстела гасоводната траса со главниот извор на водоснабдувањето на Скопје Рашче ако се иде од северната страна, што во никој случај не било препорачливо. Но истовремено кракот за Косово кој што оваа гасоводна траса бака проектирана го има, исто така се вкрстува низ Рашче. Зарем тоа сега не е проблем? Од иницијативата Го сакам Водно порачуваат дека изградбата на гасовод низ Водно не е за сите нас. Изградбата на добро концепирана алтернативна траса надвор од Водно ќе биде за сите нас. Владата на вчерашна седница заклучи мер да продолжи со изградбата на гасовод низ Водно, но го игнорира фактот дека Министерството за животна средина треба допрва да се изјасни дали е потребна нова студија за измените на трасата која што поминува низ Водно. Упорно се става еколошки предзнак на овој проект, а за тој да биде таков треба да исполни одредени критериуми и процедури кои што не биле запазени уште од почетната фаза на планирање. Со вчерашната одлука на владата само ги легитимизираше и ги поддржа сите недоследности во целата процедура од почетокот за изведбата на магистралниот гасовод. Владата на Република Македонија вчера информираше дека направи измени на проектната документација за изградба на гасовод низ парк шумата Водно, со што ќе биде намалена количината на дрвја што треба да бидат исечени и е намалена широчината на трасата од 25 на 10 метри, а нејзината должина низ парк шумата Водно е скратена за 4 километри. И ние не го даваме Водно. И ние сакаме да го заштитиме. Тоа е наше заедничко богатство и нема да дозволиме на никаков начин да ја загрозиме природата и да ја наштетиме на животната средина. Го слушнавме вашиот глас, ги свативме пораките на граѓанските организации и ја разбравме вашата загриженост. До нас допреа и предупредувањата на екологистите. Откако ги разгледавме сите сугестии и опции, направивме промени и отстапки во проектната документација со цел да се минимизира ефектот врз животната средина во текот на изградбата на гасоводот. Мер изработи предлог на нова траса со која што значително се намалува опфатот на дрвна маса на Водно. Група представници на различни институции јавно ја разгледа и ја дефинираа новата траса. Со новиот предлог, опфатот на интервенција врз дрвната маса се намалува од 3000 кубни метри на околу 1400 метри кубни. Со предлогот, исто така, трасата се намалува од 25 на 10 метри ширина и се избегнуваат деловите каде има густа дрвна маса и богат растителен свет. Со ова жртвуваме 0,07 пошумено подрачје од вкупната шума на Водно, за да ја зачуваме и унапредиме природата и животинскиот свет на 25.713 км квадратни, колку што е територијата на Република Македонија. Доведувањето на гасот до секое семејство не само што ќе биде од бенефит за сите граѓани, туку и ќе придонесе за заштита на животната средина на долг круг и ќе го намали загадувањето на воздухот. После предложената измена на самиот врв на Водно, кај што ќе биде, кај што е поголемиот дел од дрвната маса, кај што ќе треба да се сече шумава, ние го намаливме, штетното влијание врз животната средина во парк шума Водно за повеќе од 70%. Тоа значи дека на Водно ќе се сечат помалку од 2 хектари шума. Нискостеблесна и високостеблесна шума. Тоа значи, како што каже министерот, е околу 0,07% од вкупната дрвна маса на Водно. Или, според пресметките на јавното предпријатие Паркови зеленило, тоа е вкупно 1400 метри кубни дрва. Што значи далеку помалку од дневната потрошувачка на дрва за грејење што се користат во Скопје. Скопје и неговата животна средина не се изолиран остров од остатокот на нашата држава Македонија. Заради тоа немаме право да стоиме на патот на гасификација на другите градови во Македонија, особено Тетово, Гостивар и Кичево. Од тука, изградбата на магистралниот вод преку Водно е за доброто на сите нас. Ова е прв пат некој да чепка во Водно, а истовремено да биде обезбедена и целосна ревитализација на зеленилото.
водно досега никогаш не било ниту заштитувано, ниту ревитализирано. Сето ова нас не прави многу поразлични од другите. Родителите на првачињата од општина Аеродром имаат можност уште неколку дена да поднесат барање за добивање еднократна парична помош, која ја доделува општината во висина од 3500 денари. Од Аеродром информираат дека рокот е до 31 август оваа година, а исплатата на паричните средства е предвидена околу почетокот на учебната година. За прв пат оваа година општина Аеродром доделува по 3500 денари за секое прваче. За оваа цел општината има издвоено 2 милиона и 800 илјади денари од сопствениот буџет. Како што информираат од Аеродром, целта на овој проект е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. На овој начин се враќаат парите назад кај граѓаните и се овозможува пријатен почеток на првата учебна година и подобри услови во образовниот процес на секое дете. Родителите на сите првачиња запишани во едно од училиштата на територија на општината можат да поднесат барање за еднократна парична помош најдоцна до 31 август оваа година. Образецот за барањето може да се подигне од општината или да се симне од општинската интернет страница aerodrom.gov.mk. Барањата можат да се поднесат во општина Аеродром секој работен ден од 9 до 15 часот во канцеларијата број 19, а исплатата на паричните средства е предвидена околу почетокот на учебната година. Од ЈСП Скопје ги информираат граѓаните дека на празникот Голема Богородица жичницата на Водно ќе работи со вообичаено работно време, иако е последен вторник во месецот кога се врши редовен сервис на објектот. Од ЈСП вела дека одлучиле позитивно да одговорат на барањето на поголем број граѓани, имајќи во предвид дека е неработен ден и поголемиот дел планираат да го поминат денот на падините на Водно. Жичницата на Водно на иницијатива на граѓани на 28 месецов, кога е неработен ден поради верскиот празник Голема Богородица, ќе работи со вообичаено работно време, иако е последен вторник во месецот кога се врши редовен сервис на објектот. Редовниот сервис ќе се изврши на 29 август, среда, и тогаш жичницата нема да работи. ЈСП Скопје одлучи позитивно да одговори на барањето на поголем број граѓани кои деновиве иницираа жичницата на посочениот ден да работи, имајќи во предвид дека е неработен ден за поголем број граѓани и известно е дека дел од нив планираното очекувано сончево време да го минат на падините на Водно, се вели во соопштението од ЈСП Скопје. Автобусите на линијата 25 од транспортен центар Средно Водно 25А, што сообраќа од Стара железничка станица до Средно Водно, и 25Б, што тргнува од Дом на Печат до Средно Водно, ќе возат по неделен возен ред, а превозот за сите патници ќе биде бесплатен, согласно одлуката на Советот на град Скопје за бесплатен превоз во недела на тие линии за сите категории патници. Граѓанската платформа Мрдни со прст ќе ја поддржи националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање храна, што е организирана од страна на мрежата Сите Сити. Целта на акцијата е секој месец да се собира храна за граѓаните кои не можат да си дозволат повеќе од еден оброк дневно. Граѓанската платформа Мрдни со прст ги повикува сите граѓани на Република Македонија да се приклучат на акцијата Нахрани 10.000 на станите за сите во нашата заедница од 1 до 100 и Размрдај се, како и фестивалот Акто што се спроведува со поддршка на платформата. Од Мрдни со прст посочуваа дека ќе ја поддржат националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање храна што е организирана од страна на мрежата Сите Сити, наведувајќи дека првиот хуманитарен чин ќе се случи на 6 септември. Вела дека секој месец ќе се случува настанот Нахрани 10.000 со цел да прерасне во редовна активност во која граѓаните ќе им помагаат на ранливите категории со граѓани кои не можат да си дозволат повеќе од еден оброк дневно. Организаторите велат дека се амбицираат овој настан да прерасне во континуирана месечна акција во 10 градови во земјава: Скопје, Битола, Кума
Куманово, Прилеп, Струмица, Радовиш, Гевгелија, Гостивар, Кочани и Виница. Во Македонија денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од источен и југоисточен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност со температура до 34 степени. Сончево и топло време ќе биде и во следните денови, а за време на викендот во попладневните часови се очекува нестабилно време со локален пороен дожд и грмежи. Позначителна промена се најавува за во понеделник, кога во поголем дел од државата ќе има поројни врнежи од дожд со грмежи и засилен северен ветер, што ќе предизвика пад на дневната температура за 10 степени. За утре метеоролозите најавуваат температурата да достигне до 33 степени, в сабота од 16 до 34 степени, в недела од 14 до 34 и во понеделник од 14 до 28 степени Целзиусови. И за крај уште една информација поврзана со општина Карпош. Предстојниот викенд на платото пред трговски центар Лептокарија ќе се одржи традиционалното Карпошово културно лето. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денеска ги повика сите граѓани да се придружат и да бидат дел од програмата наменета за сите граѓани. Почитувани гледачи, со ова информација го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Понатаму и повеќе информации можете да следите на нашата веб страница, на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.